Уапсен е Борче Марковски, сопственикот на Марковски компани од Битола, најголемиот тендерџија во РЕК Битола во изминатите години. Уапсени се и други поранешни директори во РЕК во денешната акција на финансиската полиција. Истрага е отворена против 8 лица. Под истрага е и поранешниот директор на РЕК Битола Пеце Матевски, но тој не бил уапсен во денешната акција затоа што веќе е во притвор за друг случај. Тие се сомничат за злоупотреби со тендерот за дислокација на погонски станици од рудникот Осломеј во рудниците во Битола вреден 106 милиони денари, односно 1,7 милиони евра. Кот уште во мај годинава објави дека парите биле исплатени, но погонските станици не биле монтирани. Од 8 мина, 2 се вработени во Марковски компани, а 6 мина се од поранешното раководство на РЕК Битола. При реализацијата на договорот, иако знаеле и биле свесни дека правното лице воопшто не ги извршило договорните обврски, подпишувале записници и извештаи за извршена работа со кои потврдиле дека во периодот од 26.2.2024 до 17.7.2024 година комплетно е извршена демонтажа, транспорт и монтажа на погонските станици од РЕК Осломеј во РЕК Битола. Според истражувањето на КОТ од мај годинава, тендерот за дислокација на 14 февруари 2024 го добива Марковски компани, која е и единствен понудувач. Има рок од 1 година да ги демонтира 6 станици, секоја голема колку трикатна куќа и тешка 80 тони, да ги пренесе и да ги монтира на 2 локации во рудниците во РЕК Битола, каде што ќе бидат пуштени во употреба. Како гаранција за навремено завршување на работите оставаат банкарска гаранција од 5% од вредноста на договорот, односно околу 73.000 евра. Овластен службеник од РЕК Битола подпишува записник дека работата е завршена и на Марковски компании се исплатени парите. Во јули минатата година на фирмата и е вратена и банкарската гаранција со оглед на тоа што работата била завршена. Само што не била. Извори од РЕК велат дека не се монтирани електрокабините, не се положени кабелските траси, барабаните, редукторите и моторите. Нашите извори велат дека во рудникот Суводол биле монтирани поинакви погонски станици од тие во техничката спецификација, односно транспортната лента е широка 120 наместо 140 см. Со тоа РЕК прави загуби затоа што ги платиле парите, а не може да ја користат опремата што директно влијае на производството на јаглен. Со оглед на тоа што работата официјално се води како завршена, банкарската гаранција е вратена, па РЕК не може ни да си наплати штета. Нашите извори од РЕК Битола тогаш се прашуваа зошто морало да се ангажира надворешна фирма за дислокацијата, кога претходно токму вработени во РЕК под раководство на нивни инженер донеле уште една погонска станица од Осломеј во Битола која била пуштена во употреба.